На сите, најпрво сакам да се заблагодарам на сите невладини организации, на носителот на активност на невладината ДРОМ, на донаторите од UNDP, Европската Унија и сите ангажирани општествено одговорни компанија, јавни предпријатија кои што дадоа свој допринос. Еве ова каче кое што своевремено беше една од најголемите урбани депонии, диви депонии во градот, да се преуреди во еден детски корнер каде што ќе можат младите да го поминуваат своето време и секако да ги почитуваат и мерките, бидејќи се наоѓаме во специфичен момент. Ова е само еден доказ дека со многу мали средства, а со голем ентузијазам може да не се направи многу. Инвестирани се некаде околу 5000 евра да ова катче го добие овој лик и дополнително многу труд, работа, ангажман, општествена одговорност, кој што не се плаќа со пари, но самиот момент на учество на граѓаните да го исчистат тоа што со години беше тука складирано, укажува на фактот дека ќе се води поголема грижа во делот на депонирање на отпадот. Јас сакам да апелирам до сите граѓани да се однесуваат одговорно, да не изфрлаат смет на дивите депонии, затоа постои организиран начин на изфрлање на смет преку нашето јавно предпријатие Чистота и зеленило Куманово и локација на градската депонија, каде што износот, особено на градежниот смет и оној најопасниот смет се наплаќа многу ефтино, а дополнително да испратам порака дека општината ќе продолжи со невладиниот сектор во соработка со UNDP да финансира вакви проекти. Ние финансираме 20%, останатиот дел го финансира UNDP, се со цел да го разубавиме градот и воедно да најавам дека во следниот период ќе се распише постапка повторно за чистење на речното корито и ќе го исчистиме речното корито по трет пат, но и да апелирам до граѓаните да се грижат одговорно и да не изфрлаат смет и во дивите депонии и во речното корито, бидејќи повторно самите ние доаѓаме и треба да го чистиме. Тие средства наместо да бидат наменети за чистење на речно корито, можат да бидат наменети за одржување на други јавни прометни површини. Голема благодарност и до македонските железници, кои што во моментов работат на пругата Куманово-Белјаковци, иако е во мал застој. Гледате дека тука има еден посериозен градежен опфат, кој што предвидува ново приклучување, сообраќајно решение на самиот влез во населбата и воедно ќе се изгради заштитен појас, бетонски зид, кој што ќе оневозможи на граѓаните див премин преку пругата, а воедно и ќе биде еден вид на бариера за изфрлање на отпадот. Отпадот се создава на сите места, но на него му е вистинската и реална локација, депонијата, и затоа апелирам уште еднаш за да го подобриме комуналниот живот во градот. Првенствено треба да тргнеме секој од себе, да ги подобриме и нашите навики во делот на изфрлање на комуналниот отпад.